Skopje i jaz. Alo, kaži, što ima? Vesti? Zašto? Сега odmah. Добро вечер. Вести во 18, во нив ќе гледате. Коронавирусот ги затвори градинките, училиштата и факултетите. Филипче апелира: седете дома. Да не се претвори ова во едно масовно посетување на игротеки. Додека медиумите предупредуваа за грипот од Кина, ние не можевме ни да помислиме дека тој еден ден ќе биде нашата реалност. Кога веќе ништо не можеше да продолжи, почнавме да се адаптираме. Реалноста која секојдневно ја живеевме, веќе беше само минато. Технички го живеевме животот кој што сите на еден момент сме го посакале. Безвременски, безобврски, живеејќи само во својот ментален и физички простор. Но кога веќе се беше сменето, животот заборави дека треба да се вратиме на старото. Ние сите станавме оддалечени едни од други, иако не делеа само 2 метри. Улиците празни, локалите затворени. Се чувствува отсуство на смеа и екот на заедничката дружба. Колку и да посекуваме да се вратиме, светот застана. Ги надмина сите правила и не остави. Секој дел само ги оживуваше минатите искуства и сведочеше за нивното постоење. Денес се трудиме да ја заборавиме причината поради која интегриравме хируршка маска како дел од нашата мода. Сепак станавме посвесни за здравјето и благородни за малите работи кои што не сме ги забележале порано. Ваквата ситуација сите нам донесе во различни правци. Некои си најдоа нова занимација, нови пасии и други работи. Условите ни ја инспирираа креативноста која што се криела во нашите околина.
се ова ја научивме вистинската вредност на емоционалните врски со општеството. И секако научивме многу за мала частичка која пренесува РНК информации. Кога еден ден ќе се врати се на истото, можеби нема да сакаме да се изолираме. После се ова би требале глобално да сватиме за домот во кој живееме и за еколошката состојба која што не убива. Пандемијата можеби е само глобално распространета болест, но доживувајќи го тој социјален аспект, води кон ново разбирање и перспектива кон целиот наш живот. Сепак да не искусевме нешто вакво, немаше да имаме свеста која што ја имаме денес,